Денеска православната црква ги празнува светиот Григорий Чудотворец, епископ Неокесариски, преподобниот Никон Радонежски и преподобниот Генадий Ватопецки. Светиот Григорий Чудотворец, епископ Неокесариски. Еве човек Божи и силен чудотворец, наречен Втор Мојсей, роден од незнабожни родители, познати и богати, Григорий прво учел елинска и египетска филозофија. Откако ја познал нивната сиромашност и недоволност, се обратил на христијанските учители, а посебно на Ориген во Александрија, кај кого учел неколку години и од кого примил крштевање. Чист со душата и со телото, тој сакал да му се посвети само на Христа Бога, заради што се оддалечил во пустината, каде што во мачни подвизи поминал долго време. Славата за него се пренела на секаде и Федим, епископот Амасиски, сакал да го посвети за епископ Кесариски. Видовитиот Григорий ја забележал намерата на Федим, па се криел низ пустината од неговите пратеници да не го пронајдат. Најпосле Федим на чуден начин го посветил и Григорий морал да ја прифати архипастирската служба. Му се јавила пресветата Богородица со светиот Јован Богослов и по наредба на Богородица, светиот Јован му го предал символот на верата, познат под името на Григорий, кој ќе ги изброи сите чуда на овој Втор Мојсей. Им заповедал на лошите духови, им заповедал на горите и на водите, ги лекувал сите маки и болести, пред гонителите станувал невидлив, предвидувал во далечината не само случаи, туку и човечки мисли. Земниот живот го завршил во 270-та година во длабока старост. Кога дошол за епископ во Кесарија, целиот град бил незнабожечки, освен 17 христијани, а кога заминувал од овој живот, целиот град бил христијански, освен 17 незнабожци. Затоа примил венец на слава од својот Господ во небесното царство. Преподобниот Никон Радонежски, ученик и наследник на игуменството на светиот Сергий Радонежски. Кога варварите ја нападнале Русија, тој му се молел на Бога да ја отстрани бедата од рускиот народ. Тогаш му се јавил светиот Сергий со Петар и со Алексий, упокоени московски митрополити, и му рекол да не тагува, бидејќи тоа навалување станало по Божјо допуштање за некое добро, но дека тоа ќе помине и мирот повторно ќе зацари. Го обновил манастирот на Света Тројца и им послужил на многумина со примерот на подвижништвото. Се упокоил на 17 ноември 1426. Преподобниот Генадий Ватопецки, монах од Ватопет на дохијарска должност. Кај него на чуден начин се наполнило со масло испразнетото буре. Тоа чудо е припишано на Пресвета Богородица, на која е посветен манастирот, а попрецизно на нејзината икона што таму стоела.